Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Луѓето од антички времиња се обидувале да го запрат часовникот и да ја зачуваат младоста. Но денеска анти-ејджингот стана колективна обсесија. Преплавени сме со содржини за борба против старењето. Како се случи достоинственото старење да стане непожелно и одбивно? Во последниве години има еден нов тренд наречен проејджинг, односно природно старење. Дали тој може би конечно ќе ја совлада онаа изгубена битка за зачувување на вечната младост? Доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова, е гостинка во студијето на Телма и со неја ќе поразговараме на оваа тема. Останете на Телма. Кога достоинственото старење стана одбивно и непожелно? Дали може би терминот анти-ејдж е главниот виновник што толку се плашиме од старењето? Гостинка во студиото ни е доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова. Докторке, добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Сите ние старееме секојдневно, тоа е еден природен процес, генетски детерминиран. Што се случува со кожата за таа да се набрчка, да го изгуби тонусот, да почне да виси? Тоа е дел од влијанието на гравитацијата. Зошто се случува? Бидејќи кожата старее во 15% фактички со она биолошко старење. Најголем ефект на старењето, врз старењето на кожата и оние непожелни, естетски, можеби не толку прифатливи моменти, се должи на изложеноста на надворешните влијанија. На прво место UV-зраците, иритансите од средствата за нега и загадувачите во воздухот. Значи, биолошкото старење ни е запишано во гените. Некои стареат побрзо, некои поспоро и во основа се сведува на загуба на колагенот, што е природен процес и почнува после 30-та година, да се разбереме. До тогаш самиот организам создава одредени количества, оптимални количества на колаген и еластин. Тие ни даваат еден добар тонус на кожата и убав сјај. Потоа имаме намалување на метаболичките процеси, значи оној клеточен турновер кој што постојано се регенерира кај кожата, на 28 дена почнува да забавува, што е нормално бидејќи циркулацијата се намалува, едноставно сите метаболички процеси стивнуваат, односно стануваат побавни. Меѓутоа, биолошкото старење се манифестира само со една опуштеност на кожата. Ништо повеќе, за сметка на гравитацијата и за сметка на загуба на колагенот кој што е очекуван и масното ткиво, оно кое што и дава потпора на кожата. И тоа е тоа. Меѓутоа, сите оние несакани моменти од типот на длабоки брчки, хиперпигментации, флеки од сонце или старечки флеки, еден шаренолик изглед, проширени капилари, тие се всушност резултат на фотоејджингот и на негативните влијанија од средината. На кои можеме да делуваме? Значи, како што веќе реков, UV-зраци и загадувачи, но и иританси од кремите, од средствата кои што ги користиме за нега. Бидејќи тие најчесто всушност доведуваат до една ексфолијација, до едно истенчување и измазнување, односно правење униформен, оној најпоследниот слој, најповршниот станува униформен и дава убава оптичка, како да кажам, светлината се одбива подеднакво од сите делови на лицето. И на тој начин го добиваме тој сакан, сјајен изглед. Меѓутоа, од друга страна, за сметка на таа ексфолијација, истенчување, така натаму, да, со пилинзи, со има многу процедури кои што на некој начин да се отстрани површинскиот слој од кожата. Меѓутоа, тие ја прават кожата фотоосетлива, фотосензитивна. И исто така ги нарушуваат природните механизми на кожата за одбрана од секакви агенции од надворешната средина. Значи мед со две острици. Да. Тие одбранбени механизми се микробиомот и природната заштитна хидролипидна бариера на кожата, кои се многу битни во тој процес на старење. Докторке, жените кога ќе влезат во менопауза забележуваат драматични промени на кожата на лицето. Зошто е тоа така? Не мора да значи, во менопаузата основно што е загуба, односно намалување на количеството на женските хормони и зголемена активност на машките хормони. Сето тоа доведува можеби до известна намалено лачење на лојни жлезди, намалување на тонусот и така натаму, меѓутоа во основа на старењето не влијае само менопаузата, стареат и мажите, така? Така. И он се во андропауза. Така, андропауза. Значи едноставно не можеме
можеме да го запреме часовникот, старееме со секоја секунда. Всушност има одредени фактори на кои што може да влијаеме и на некои што не може. Значи, на тие што не може, тоа е генетиката и времето. Така. Меѓутоа, на старењето влијаат, например, животните навики. Доколку пушите, вие нема да имате загуба од 1% годишно на колаген, туку многу повеќе. Значи, може би 10-кратно поголема загуба. Може да забележите пациентите, алкохолот исто така. Луѓето кои што пушат имаат некој посивкаст, по-неприроден тен и многу брзо, побрзо стареат, да речеме, од особа која не пуши. Потоа имаме други животни навики. Изхраната, например. Точно знаеме дека, да речеме, зголемена употреба на шекери, па дури и на млечни производи, доведува до известни процеси на гликолизација и едноставно деградација на оние нормални количества на колаген и еластин што ги имаме во кожата и побрзо старење. Исто така, од друга страна пак знаеме дека омега-3 масните киселини, значи рибата, потоа витаминот С, антиоксидансите, ресвератролот, антоцианините, сите делуваат позитивно на тој процес на старење и го успоруваат до негде. Физичката активност, имаме зголемено лачење на ендорфини, добра циркулација, добра мускулна маса, сето тоа го успорува процесот на старење. Значи, се се тоа фактори на кои што можеме да влијаеме. Сега, еден од, да речеме, дежурните кривци, а тоа е стресот, е малку потежок, меѓутоа сепак имаме елементи како да се справиме со стресот. Како да го менаџираме. Од друга страна, тука е исто интересно да се, значи, во ова стресно и брзо време, постојано сме изложени на такви некои ситуации и нема потреба од дополнителен автоген стрес кој сами си го генерираме со тоа што гледајќи се во огледалото сме незадоволни од својот изглед или пак едноставно не можеме да ги прифатиме промените кои што се неизбежни. Значи, нашиот став кон старењето всушност влијае врз целиот овој процес? Да, тоа е докажано и со клинички студии. Има една студија направена на Харвард, која што е направена на повеќе од 600 испитаници на возраст од 50 до 80 години. Значи, тие биле следени во период од повеќе од 20 години. И основен елемент, основно прашање било како вие го прифаќате старењето. Оние кои што имале позитивен приод кон старењето, кои што на некој начин се труделе, нели, да живеат поактивно, физички да бидат поактивни, внимаваат на исхраната, имаат секојдневна нега, значи на кожата вклучувајќи, се штитат од сонце и избегнуваат стрес или едноставно се дружат повеќе, социјално се поактивни, старееле за 7,5 години им бил продолжен животниот век за сметка на онаа друга група која што била премногу оптеретена со надворешниот изглед, со фактот дека старењето е нешто како, нели, крајно, како една инфаустна состојба која што, нели, многу негативно влијае, може да развијат секакви заболувања и слично, тие напротив, значи, имале дури и по-забрзано старење. Така да, затоа велиме, позитивен приод кон старењето, односно прифаќање на тоа старење како еден нормален, физиолошки, здрав процес, се го нарекуваме проејджинг. И тоа не значи дека вие ќе престанете да се негувате или може да посегнете и по одредени естетски процедури. Тоа е ваш избор, личен избор. Меѓутоа, како да кажам, вие може да коригирате од некои работи до кои што не сте задоволни. Меѓутоа, старењето, самиот момент на едноставно прогресија на одредени промени во кожата на ниво на клетката не може да ги запреме. Затоа прифатете ги и живеете здрав и исполнет живот. Но тешко е да се прифати сето тоа во време кога има еден култ кон младост. Едноставно сме преплавени со содржини за борба против старењето во медиумите, на социјалните мрежи. Постојано се соочуваме со некои такви информации кои што се дел од оној анти-ејджинг, значи третмани за разубавување, за подмладување и слично. Анти-ејджинг значи против старење. Значи не го прифаќаме, туку се бориме против тоа. Тоа генерира негативни чувства. Негативните чувства доведуваат дури до формирање на нови синапси на клеточно, на невролошко ниво, кои што понатаму имаат уште понегативен ефект. Преку онаа невроендокрина оска, значи лачење на хормоните на стрес, на страв. Значи сето тоа негативно влијае на вашето здравје и на старењето
на некој начин го забрзува старењето. Овие како да кажам, дури и индустријата која што е, да речеме, мислам, еден од вистинските, индустријата на убавината, нели? Еден од главните генератори на тој здрав, веќе ја напушта таа позиција. Бидејќи, да речеме, најголемата, како да кажам, група, маса на луѓе кои што се нивни најголеми потрошувачи со ден на ден расте, бидејќи нашето населението воопшто старе и доживува подоцнежна старост. Значи, животниот век е продолжен. Ние сме главните потрошувачи на тие средства. И затоа веќе, мислам дека од 2017 година, Алур и ВОК први го напуштија и го забранија на некој начин употребата на антиејджинг во нивните списанија. Исто така и компаниите кои создаваат средства за нега на кожата веќе имаат друг вокабулар. Така, имаат друг вокабулар, pro-age, best-age, worth-age, ревитализација, регенерација. Зачувајте ја кожата, зачувајте го здравјето на својата кожа, значи употребувајте ги, производите. Сепак истото значи, да бидеме реални, тука се некаде. Меѓутоа има голема разлика. Значи, вие доколку имате една постојана дневна рутина, јас имам една узречица која што многу често им ја кажувам на пациентите, дека во младоста, значи кожата е онаа која што ни ја подариле родителите. Нашиот изглед е лицето кое што е нашиот интерфейс и постојано е изложено во комуникација со останатите. А во подоцнежните години, да не кажам во староста, не сме ние стари, вие имате лице и кожа каква што заслужувате. Бидејќи тоа е карма, значи кожата која што е, јас имам 51 година. Кожата која што е состојбата во која што е мојата кожа е резултат на она што сум го правила досега. Инаку немам направено ниту една естетска процедура. Може би некој површен хемиски пилинг повремено. Меѓутоа, базата за здрав и негуван изглед, за добра состојба на кожата е во секојдневната нега. Значи, секој ден, како што ги миете забите, треба да ја третирате и својата кожа. 10 минути се доволни за да можете да употребите еден квалитетен, нежен чистач, кој што ќе ги отстрани нечистотиите на кои што сме изложени или секојдневно. И добра хидратација, значи кожата бара вода. Основната причина за тоа старење е намалувањето и на хиалуронот како еден од основните хумектанти, оној која привлекува водата покрај колагенот, како што кажавме. И третиот, најзначајниот фактор, а тоа е употребата на фактор против сончевите зраци. УВ оштетувањето е драматично на ниво на клетка, на ниво, значи, предизвикувајќи мутации на ниво на ДНК, и тоа е најголемиот промотор на старењето. Значи имаме фотоейджинг. Може, ако на Google напишете фотоейджинг, првата фотографија што излегува е еден постар господин кој што бил возач на камион целиот свој живот, а знаете дека УВА зраците продираат преку стаклото, на шофршајмната и на камионот. И едната страна, значи која што не била, едната половина на неговото лице која не била изложена на УВ зраците, има само една блага опуштеност. Гравитацијата делува, нели? Како што се намалило масното ткиво и колагенот поради годините, само мала една блага опуштеност. Тоа е биолошко старење, тоа е 15% од она вистинско старење. А другата половина делува можеби за 20 и 30 години постар човек, постара индивидуа, бидејќи има длабоки брчки, има хиперпигментација, има флеки од сонцето, односно од УВ зраците, и дури има проширени капилари, и сето тоа го дава тој старечки изглед кој што, да речеме, е и естетски не толку прифатлив. Меѓутоа, како да кажам, со сите оние постапки кои што ги спроведувате секој ден, континуирано, вие едноставно вложувате во еден здрав изглед на вашата кожа. Од друга страна, дури и ризикот, например, за карциномите на кожа, кои што се јавуваат во подоцнежна возраст, иако сега веќе и на помлада возраст ги гледаме поради климатските промени, нели, глобалното затоплување и интензитетот на тоа УВ зрачење кој е се повисок и повисок, вие го намалувате тој ризик за скоро 50%. Така да, клучот за добар изглед
е во секојдневната нега. Значи, таа нега не треба да биде сега претерана. Мислам, има некои сосема крајности од една во друга крајност. Кожата нема капацитет да прими толку многу производи при една кура, да речем, односно една сеанса на одржување на чистење. Колку е доволно? Доволни се 3 производи, како што кажав. Наутро кога ќе станете, може да се измиете со обична вода. Не мора да користите некој чистач. Мицеларните води исто така имаат одредени состојки кои што го диструптираат оној хидролипиден слој на кожата кој што ни е заштита. Микробиомот е сега најголем хит. Микробиом се всушност бактериите, микроорганизмите што живеат на нашата кожа. Што се природно присутни на нашата кожа и они се нашите чувари, нашите сојузници. Не треба да претеруваме со ексфолијации, со агресивни процедури, бидејќи на тој начин и го одземаме она природен дефензивен механизам на кожата, одбранбениот механизам на кожата и го одземаме и оттежнуваме на некој начин. Значи, ќе го измиете лицето, чисто лице, потоа ставете хидратантна крема, која што одговара на вашиот тип на кожа. Секоја кожа сака и бара хидратација. Може и најмасната кожа и таа бара хидратација. Најсувата кожа бара хидратација во која што има плюс и одредени масни компоненти, бидејќи кај нив таа хидролипидна бариера е она што недостасува липидот од хидролипидната бариера, да речеме, и затоа таа бара и по-конзистентни, побогати креми. И на крајот ставете заштитен фактор од сонце. Со тоа вашата рутина е доволна и тоа е за сите возрасти. Јас секогаш зборувам дека кожата бара на некој начин истите чекори ги прави, треба да ги прави и една, да речеме 25 годишна девојка и 50 годишна или жена како еве јас например. Споминавте долна граница 25 годишна жена, но бидејќи живееме во период во кој што постојано се зборува за вечната младост и борба против старењето, веќе 14 годишни девојчиња, па и 13 годишни девојчиња применуваат дневна рутина и ноќна рутина на нивната кожа. Која што трае по 1 час. Да. За жал тоа Тие е така. се многу доследни, колку се помлади, толку се подоследни во аплицирањето на продуктите. Пред овој како да кажам, помогне ли тоа што го аплицираат? Не, апсолутно. Значи тоа само продуцира незадоволни, фрустрирани млади девојки кои што понатаму се посклони кон појава на нарушување на менталното здравје, зголемен е процентот на депресија кај младите особи. Зошто? Значи само што кажав дека до 25-та и 30-та година нормално се создава колаген во вашата кожа. На таа возраст децата, девојките, момчињата, единствено што треба може да се грижат е за акните. И најчестата козметика за млада популација е антиакне козметика која што е нормално да се употребува во тој живот во периодот на пубертетот, кога најчесто ги гледаме акните. Сите овие чекори кои што се обично по 6 па и повеќе производи се апсолутно непотребни. Треба да се направи консултација со дерматолог кој што ќе ви објасни. Многу често младите девојки прашуваат што да правам со проширените пори. Проширените пори, потоцно порите, се нормален дел од кожата, кој што кај масната кожа, а кај нив тогаш е најнили активна, се нормално се видливи. Значи не можеме ние да одиме против конституцијата, против природата. Меѓутоа, со соодветна нега, која е наменета за масна кожа, која што има себорегулирачки елементи и хидрирачки елементи, вие ја одржувате таа кожа во нормал, најдобро што може. А ако сега проблемот што е? Кај е таа обсесија кај младите? Значи, моментално трендот кај така наречената генерација Z, која што е од 96 до 2010 е стандардот на убавење да бидеш вечно млад, да останеш млад, остани млад. Значи, тие посегаат по процедури естетски, дури и на таа возраст. Се почесто кај колегите кои што работат естетска медицина, доаѓаат млади девојки на возраст од 15, 16, 18 да бараат такви процедури, baby botox. Во UK, во Велика Британија веќе тоа е забрането, мислам затоа што се видело дека станал еден тренд, бидејќи сега со социјалните мрежи малку фали да едноставно е одредена постапка или начин на размислување да стане вирален. Значи таа девојка, 14 годишната девојка се вика Бредли, после тој пост на кој што ја објаснува својата рутина која трае половина час наутро, половина час навечер, имало, не знам, милиони прегледи.
и тоа влијае апсолутно девастирачки на целата таа популација. Вие во тој период кој е највулнерабилен, да бидете социјално прифатливи е број 1, изгледот секогаш е важен, тогаш е најважен. Вие сте бомбардирани значи под притисок на средината, на друштвото, да посегнете по такви некои постапки. Тоа е многу лошо, тоа не води кон ништо. Стравот од старење е веќе толку вкоренет кај таа млада популација, да едноставно кај нив секое гледање во огледалото или, не дај Боже, појавата на првата линија брчка ќе предизвика голем стрес, тоа е траума. Дури постои една многу необична фобија за која дознав од литературата, од социјалните мрежи, да кажам, и од интернетот, се вика фобија од природниот изглед. Значи, млади девојки и жени средовечни легнуваат навечер со шминка, комплетно нашминкани, за наутро да не се шокираат од она што ќе го видат во огледалото. Односно, да не ги видат сите оние несовршености кои што не може да ги прифатат. Тоа е погубно. Погубно и за старењето, за кожата, а психата на прво место, нели, најмногу е погодена со тоа. Меѓу другото, почнува да се користи ботокс и како превенција за создавање на брчки. Тоа се вика, како викаат, baby botox или rejuvenation. Значи, се советува по одредена возраст, веќе по 27-8 години, да се стави превентивно ботокс, да, за да не се создадат брчките. Што велите за овој пристап? Според мене тоа е непотребно, бидејќи никој не знае како ќе остари. Кај младите, значи, имаше исто така една апликација која стана исто вирална, многу, како да кажам, голем импакт. Дури не е очекувано. Филтер, aging филтер, односно да се видат себе си како ќе бидат кога ќе остарат. И тоа е страшно. Меѓутоа, значи, вие да се видите самите себе, после, не знам, 20-30 години ќе изгледате генерално страшно, тоа е апликација, која што ќе намести некои брчки, ќе го олесни малку ликот, ќе го... Да тврдеа дека многу реалистичен изглед се добива. Не може никој да ви каже како ќе изгледате вие после 20-30 години. Ако вие, бидејќи како што веќе кажав, нели, има фактори на кои што не може да влијаеме, меѓутоа повеќето се променливи и на нив може да влијаеме. А тоа се, како што реков, исхраната, физичката активност, стресот, она што го внесуваме и она што го мислиме. Значи, сето тоа влијае на процесот на старење. Дури, да речеме, не знае таа апликација дали вие спиете на лево или на десно, или спиете на грб, бидејќи брчките... Како влијае старењето врз кожата? Како влијае начинот на кој што спиеме? Дали спиеме на лице, бидејќи некој спие на стомак? Да, тоа е најлошиот. И со лицето е завртен врз... Да. Тој е постојан притисок и едноставно самата кожа, како што ја губи еластичноста, останува во таа позиција. И најчесто вие немате една перфектна симетрија или совршеност во природата. Биологијата има, ние велиме, биолошка симетрија, која што е најблиску. Таа не е математичка перфекција и совршеност. Совршена симетрија. Значи, вашето, било кое лице не може да биде комплетно подеднаква. Носниците, назолабиалните бразди, очите, устните, никогаш не се совршено наместени, нацртани. Така да, затоа велам, никој не може да знае како вие ќе изгледате после 10, 20 или 30 години. Само доживејте ги тие години и тогаш ќе видите. Меѓутоа, поентата за да стигнете до таму, да тоа го прифатите како природен процес, да не генерира тоа страв кај вас. Бидејќи на некој начин, еве, младите со тој ејджизам, кој што значи фобија од старење, едноставно се борат против идните верзии на самите себе. Значи, вие секако, и дај Боже, нели, секој да доживее постара возраст. Тоа мислам дека многу, значи, сето ова почнува од културелните вредности, кои што во последно време некако се изместуваат. Се повеќе и повеќе, за жал, не знам што ќе се случува, нели, во иднина. Меѓутоа, ако нешто не преземеме, тоа ќе биде страшно, бидејќи младите се нашата иднина. Така? Например, западната култура, со тој начин на живот, начин на исхрана, промовира вечно млад изглед, бидејќи тоа го поврзува и со дури работоспособноста на некој начин, еве во одредени индустрии како што е модната индустрија и индустријата, нели, за убавина, после 40-та година многу од жените беа отпишани.
Изабела Ресталини беше една од нив, меѓутоа сега, еве, тоа се случило пред 20 години, сега повторно ја враќаат. Значи таа автоматски таа индустрија веќе прави некои чекори. Кај нас тие многу подосна ќе стигнат. Почува да се менува. Да. Меѓутоа, значи поентата е да со прифаќањето на тој нормален процес, едноставно да уживајте го животот. Не може една млада девојка од 14, 15, пати 18 години толку да биде загрижена од сопствениот изглед. Значи, кога излегуваат младиве, наместо да се прашуваат како си помина на таа и таа забава, дали прочита некоја книга, дајте одиме на театар, во кино, тие се прашуваат како ти е устата, а боток стави, чекај да видам, туку имаш брчка меѓу, нешто се познава, леле, не можам, ова мимикиве навистина многу ми смета. Треба да уживаат во животот. Значи, тие мимики се резултат на одредено смеење, уживање, на комуникација. Во денешно време, заради социјалните мрежи, нели таа комуникација стана се повиртуелна и за жал се повеќе се дава на оној визуелниот изглед, физичкиот изглед, како да кажам, кој што е многу често лажан. Затоа што нашите деца и нивните деца понатаму се бомбардирани од нешто што не постои. Значи, немате вие совршена кожа како стакло рамна. Со ниедна фалинка, со ниедна... Тоа се се филтри. Тоа се се филтри. И се тие стануваат обседнати од моментот да добијат таков тип на кожа која што не постои. Недостижно, нереално и нормално да создаде и психолошки проблеми. Ке вклучиме гледачи во денешната Телма амбуланта, почитувани, од овој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што денеска говориме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Телефонскиот број ќе биде испишан на екраните. Ве очекуваме и со ваши размислувања на оваа тема. Што вие мислите за сето она што е денеска тренд, антиејджингот, наспроти проејджингот, што е еден нов тренд во последниве 2-3 години, дали можеби работите ќе се променат. Пред да преминам на некои прашања поврзани со проејджингот, ќе се задржам уште малку на антиејджингот и на онаа естетска медицина, каде што всушност се лекуваат здрави луѓе, брчки, опуштена кожа и слично. Да. Има низа третмани кои што кога еднаш ќе бидат започнати, треба постојано да се спроведуваат. Нема тука крај. Тоа е како еден вид хронична терапија. Дали тоа значи доживотно? Дека ќе бидеме всушност нивни, условно речено, пациенти и покрај тоа што не сме болни. На некој начин јас сметам дека токму тука лежи како да може проблемот, не можам да го дефинирам како проблем. Пациентите се навикнуваат на сите тие процедури. Со секоја нова процедура вие добивате малку повеќе филер, малку повеќе, не знам, ботокс на оваа регија, на таа регија, дури од некојаш си велам како држат листа на сето оно што треба да го повторат и да го направат повторно. Така да дури наредното време ќе даде, како да кажам, одговор на прашањата колку е тоа целисходно, колку е тоа добро и здраво, односно колку е тоа добро за нашето здравје. Затоа што овој бум на естетски процедури во последните 20-30 години. Тек сега доаѓаат елементите или последиците под знак наводници, односно нус ефекти или по колатерални ефекти на сите тие процедури. Има многу клинички студии кои работат на тоа да се препознаат и како понатаму да се решат. Има скоро излезе една статија во British Medical Journal кој што вели дека естетската медицина се занимава со така наречени неболести. Значи, пак се тоа болести, меѓутоа со еден предзнак. И тука спаѓа старењето, тука спаѓа келавоста, подочњаците, целулитот, малите усни. Малите усни, така да. Тоа е исто така. И крајниот заклучок на таа студија што кажува? Дека сите овие телесни состојби, процеси, кои што се ословуваат како болести, би имале многу по-позитивен исход, крајен исход, доколку не се така квалификувани. Значи, доколку вие тоа го прифатите како дел од себе, од својот живот и треба да бидете среќни што сте живи. Бидејќи само жив човек старее, која е другата опција? Не можете поинаку да постапите. Значи, на тој начин сите овие состојби не би представувале ни проблем. Така е.
Ќе ги вклучиме гледачите, Може. докторке, да ги слушнеме нивните размислувања или пак можеби прашања. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до сите вас. Ви благодарам. Сите поздрав до слушката. Ти сакам да прашам, секако е вдесувањето на вода, на течност и условна добра дехидратација на кожата. Јас конкретно имам проблем со сува кој на лицето и би сакала да замолам за некој специјален крем кој е идеалистен или да правиме микс. Има ли некоја таква? Така некој третман што би можел да ви помогне кај сувата кожа, ако ве разбрав добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете, докторке. Сувата кожа, како што и претходно кажав, заслужува и бара многу повеќе внимание и повеќе нега, бидејќи едноставно и недостасува дел од таа хидролипидна бариера и секогаш треба да се нанесуваат, можеби некогаш и повеќе кратно, различни хидратантни креми, додека и да се најде онаа вистинската која ви дава оптимална хидратација. Што значи оптимална хидратација? Кога ќе ја нанесете кремата, да ја чувствувате кожата меко и пријатно, да не е затега, да не пецка и да не ве чеша, да нема реакција нели на некои од состојките. Кај сувите кожи тоа се омега-3 масните киселини, шибатерот, значи има различни состојки кои што покрај нели хиалуронот и сите оние хумектанти, уреата исто така е многу добар хумектант за повозрасната кожа. Така да поентата е да го најдете оптималната комбинација од сите тие хидрирачки компоненти за вашата кожа да изгледа здраво, негувано и хидрирано. Бидејќи кога е сува, ве затега, ве пецка, лесно се иритира и може да се случат и некои други ситуации, односно па дури заболување, верозацијата многу често кај посувата кожа, меѓутоа пак ќе се навратам на тоа дека тие механизми одбранбени на самата кожа, микробиомот и хидролипидната бариера се нешто што ние треба да го одржуваме. А не да го нарушиме. И уште еден момент, да не се свати ова дека со тоа што јас сум pro-aging, јас сум против тие сите процедури што се прават. Многу од моите колеги ги прават тие процедури, јас лично не ги правам. И горда сум на тоа и сите што ме прашуваат дали правите ова, дали мораш да почнеш да правиш такви процедури, јас се уште нема никога што да го направам. Поентата ми е да биде тоа избор, личен избор, да не бидеме ние под притисок на општеството, на социјалните медиуми, на средината, дека мора тоа да го направиш. Леле, зошто не си направила ботокс, види ова брчка? Зошто ми е ботокс? Значи, поентата е, поготово кај возрастна жена, значи, таа е исполнета со она што го работи, значи, тоа е како прво и основно многу е важно да ја сакате работата, што ја работите, бидејќи секој ден ја работите. Да бидете исполнети, да имате еден квалитетен живот, да имате семејство, децата и така натаму. Да сме задоволни од себе. Да се задоволни од самите себе. Секако има жени кои што сакаат да ги прават тие процедури, тоа е, меѓутоа се додека е тоа личен избор, а не под притисок на средината, јас тоа го оправдувам. Тоа е секогаш не треба ни тоа да биде анатемисано, односно да биде на некој начин, како да кажам, неоправдано. Мислам, тоа е секој избор треба да се почитува. Доколку сме го донеле самите без притисок на околината, како што споменавте, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, во програма сте. Го очекуваме вашето прашање. Се работи за сува кожа, јас сум на 54 годишна возраст и имам сончеви пеги. Како имате? Се извинувам, не ве разбрав. Сончеви пеги. Пеги. Аха, добро, пеги, добро. Сончеви пеги. Сончеви пеги, така. Сончеви пеги користам порано пред неколку години што ми се случи од сонце глистицинска крема. А сега имам и користам на германска крема од ДМ, серум е тоа. Така и дали се... Надевам дека пак е се изчистат. Мисто да објасните вие. Така ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете, докторке.
Сончевите пеги се една пигментација на кожата која што некогаш е правилно ограничена, некогаш е нејасно ограничена, може да биде шаренолика, може да биде сосема светла, со повеќе бои, све зависи од тоа и кој тип на кожа ја има таа сончева пега. Меѓутоа, за да нешто кажете дека е сончева пега, треба докторот, односно дерматологот со дермоскоп да го провери. Бидејќи има одредени промени на кожата, особено како напреднува возраста, кои што се индуцирани од штетното влијание на УВ зраците и се нешто што вие сте го заработиле од однесувањето под сонцето во младоста, кога не сте се штителе, а не нешто што сега се случило ад хок поради еве еднаш не знам, не се сончам веќе, а еве и сега имам пеги. Значи сега ставам фактора, пак имам пеги, пак имам пигментација. Значи тоа е резултат на негативното влијание на УВ зраците. Многу често на региите на лицето, особено еве и кај суви кожи, кај било која кожа всушност, може да се јави дисколорација. Треба да се прегледа со дермоскоп и да се направи дистинкција, дали се работи за себоровична кератоза или соларно лентиго, тоа е сончева пега преведено, меѓутоа тоа не може да го знаете доколку не проверите. Постои една малигна состојба која се вика лентиго малигна меланом, кој што се јавува на база на една таква сончева пега. Доколку таа сончева пега напредува, расте, се шарене особено, се појават повеќе нијанси на браун, темно, црно, сиво, заложително да се јавите на дермоскопски преглед, бидејќи тоа е сепак малигно заболување на кожата, иако се развива многу полека, сепак треба да се лекува. Одредени средства во парфюмериите, како што кажа гледачката, се наменети за избелување најчесто и имаат во себе најчесто се тоа аха и беха киселини. Доколку тие средства ги користите несоодветно или пак не се тие одговор на вашиот проблем, може само да си направите плюс проблем. Ако не користите, повторно постои ризик од дополнителен проблем. Значи затоа мора наместо да се избели кожата, дополнително да се создадат флеки. Бидејќи ако вие користите средства кои ексфолираат, избелуваат и го истенчуваат тој површен слој, го прават фотоосетлив, односно осетлив на сончевите зраци, а не користите секојдневно SPF, значи не само на лето, крема со заштитен фактор. Не само на лето. Значи во зимските месеци треба да се Значи при секој престој на отворено, особено кај лица кои веќе имаат некаква хиперпигментација, како што кажа гледачката, и кај нив е како да кажам it's a must, значи мора секојдневно да го користите тој заштитен фактор, бидејќи доколку избели таа флека под наводници, а обично тоа се случува во зимските месеци кога нема толку сонце, доволно еден зрак за повторно таа пигментација да се врати. Затоа мора да се користи континуирано таа заштита од сонце и одредени третмани кои би помогнале да таа пигментација се намали во некој, да биде естетски прифатлива, а негата, како што кажав и претходно, значи има специјални креми кои што се наменети за сува кожа и дури значи имаат доста масни компоненти, меѓутоа пак во комбинација со одредени хидрирачки емолиенти. Никако немојте да користите многу често масла, користат пациентките, тоа е етерични масла, бидејќи сметаат за сувата кожа, тоа најмногу би помогнало, толку е сува, да мора да става масло. Од, не знам, сега има секакви на пазарот, најчесто се етерични масла од билки кои што се фотосензибилизатор. Витаминот С исто така е фотосензибилизатор. Тој беше хит пред неколку години, сега имаме хит со хиперпигментација, затоа што е неправилно употребуван и не се користела редовна заштита од сонце. Затоа значи, е потребно треба да се внимава кога веќе се спроведува еден ваков третман, треба да се информираме кај стручно лице за правилно да се нанесат овие препарати доколку го сакаме посакуваниот ефект. И моето последно прашање за денеска се однесува на она про-age движење. Можеме да видиме актерки, пејачки, познати лица на светската сцена кои што едноставно ги прифаќаат своите години, го прифаќаат природното и достоинствено старење. Седата коса е повторно во мода, не употребуваат ботокс, брчките се составен дел од нивниот изглед. Сметате ли дека овој тренд сосема ќе го замени оној култ кон младоста или е само нешто минливо?
Јас би сакала. Верувате ли дека може тоа нешто да промени кај онаа генерација Z што пред малку ја спомнавте, кај младите кои што се секојдневно на социјалните мрежи и кои што имаат сосема поинакви влијанија? Так. Тоа е многу тешко, меѓутоа сепак сметам дека постои надеж бидејќи тоа движење проејџинг многу парира со еколошката свест, со зеленото движење за кое што многу млади исто така се прислонети. Така да мислам дека тука имаме некаква иднина и се надевам дека ќе биде тоа така. Значи, поентата на проејџингот, или видите седа коси и така натаму. Поентата е вие да ја прифатите својата возраст онака како што вие сметате. Значи, еве, например, јас седата коса не ја сакам бидејќи сум плаво се фарбам од својата, не знам, од 18 години. Меѓутоа, тоа сум јас. Со сите овие процедури и други постапки кои што се применуваат, многу често се менува карактерот, едноставно не сте вие истата личност, нема да ве препознаат утре. Многу често се случува така да антиејџинг процедурите отидат во погрешен правец. Така да доколку се претера со нив, па сведоци сме дека понекога се претерува, не понекогаш, речиси секогаш. Точно, нивната цел напримерно беше да се одржи природен изглед, да се надмине тој уморен изглед и слично. Меѓутоа, многу често таа линија се преминува и за сметка на сите оние психолошки позадини кои што стојат позади лицата кои што посегнуваат по такви третмани, особено кај помладата дури генерација, тоа е многу дискутабилно како понатаму ќе се развива. Јас се надевам дека сепак разумот на крај ќе надвладе, бидејќи за 3 дена почнува новата година, така 2024 и сите ќе бидеме една година постари, да бидеме здрави и живи. Така, тоа е најважно. И без оглед колку процедури што се ќе направите, внатрешната вистинската старост се одредува според состојбата на вашите крвни садови, бидејќи тие одржуваат вашиот организам да работи и да функционира. Единствениот проблем со кожата како нашиот најголем орган е што незиното старење е видливо, а старењето на внатрешните органи не е видливо, меѓутоа го гледаме на други начини преку одредени нарушувања, заболувања и така натаму. Значи да ја препознаеме убавината во процесот на старењето, и да ги прифатиме годините, тоа е рецептот за здрав и среќен живот. Да, само среќниот живот всушност води и кон поспоро старење. Така, и поспоро старење и кон убавина. Велат кога сме задоволни од себе, тога зрачиме и сме убави. Точно. Поубави. Кога сме уморни, дека и тоа се чита на кожата. Така. Ама тоа е дел од животот. Така, јасно. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта и што ја обработивме оваа тема како начин за подигање на свесноста, која што е поврзана и со здравјето на кожата, со старењето, но и со менталното здравје. Така, благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.